Каков малер ме спука од кога почнав да правам видеа, тоа е нешто невидено. Значи мај обично е едно од моите времења во Будимпешта. Затоа со туристичка агенција со која соработувам тука во главниот град на Унгарија, се договоривме да организираме фотоработилница за клиенти од Кина за баш во мај. И организиравме све како што треба. 2 дена фотоработилница, 1 ден стрит шутинг, 1 ден фото воркшоп. Дојдовме тука све, мислам окей, имам и кај да се сместам, зашто ова е град кај што е жена ми, нали знаете, жена ми е од Унгарија. И све е супер, времето, но само небото се спои со земјата. Уништено, облаци тешки, врнење, све катастрофа. И моравме да откажеме цела работилница. Прво, не доаѓа ни еден зрак до овие преубави лендмарк што се тука во Будимпешта. Значи не можеме ни изгре сонце, ни зајди сонце да фотографираме. Второ, за улична фотографија, че треба да се движиме низ улиците, а нашите клиенти си имаат многу скапа опрема и не беа многу возбудени за да фотографираат на дожд со опрема која е од 10 до 15.000 евра. Откажавме све, ја одложивме за нареден месец, кога 99,9% ќе биде супер времето. Но веќе сум тука и нема да паѓам депресии зашто не можам да фотографирам, зашто не ја водам работилницата и така натака. Затоа денеска решив дека ќе правам location scouting баш во овој 7-ми дистрикт, односно во централниот дел на Будимпешта. И во меѓувреме, чим нема да врне, ќе фотографирам стрит и ќе снимам за влогот. За тие што не знаат, Будимпешта е еден од најубавите градови во Европа. За тие што не знаат, Будимпешта е еден од најубавите градови во Европа. Имам до сега водено 2 фото работилници во овој град. Сум престојувал во Будимпешта полого време, сум бил многу пати. Како што кажав, жена ми е тука, значи сум имал inside tips од локал. Будимпешта имам фотографирано неколку пати. Мислам на Sunrise and Sunset shooting. И неколку од фотографиите биле објавени во магазини. Повеќето во Lonely Planet магазинот, како што знаете или не знаете, дека соработувам со истите. Будимпешта има неколку епик спотс, од каде што фотографирате све што треба да се фотографира во овој град. Денеска си давав задача да ги најдам оние места кои што фотографите кои доаѓаат на ден-два тука немаат време да ги бараат, но ставам едно од оние веќе откриени места, таму фотографираат. Сакам да ги дам оние скриени, од каде што ќе успееме да фотографираме лицето на Будимпешта од нов агол. Се пуштаме сега во акција. Моментално сум горе, односно се качувам на кај Буда Кесел и од таму ќе се спуштам по Чейнбридж на кај парламентот и потоа низ уличките во Дистрикт 7. Ако не успеам да фотографирам денеска за зајди сонце, ни утре за изгреј сонце, мислам ќе отидам како и да фотографирам, ќе објавам на Инстаграм некои од фотографиите што ќе ги направам низ улиците. Криво ми е, баш преска проверил сум го заборил hot shoe, што треба да го ставам GoPro-то на камерата. Така да нема да можам да направам фотовлог. И значи тоа е тоа, жал ми е. Криво ми што ја промашивме и работилницата, но мислам дека денес ќе најдам нови локации и за нареден пат кога ќе имаме преубаво изгреј сонце и зајди сонце, ќе направиме некои нови фотки што ќе ни донесат повеќе парички џеб и може ќе мотивираат многу луѓе да почнат со фотографија и да ја посетат ова преубава престолнина во Европа. Идеме сега да пиеме едно топло вино, посетено кафенце и да ги најдеме тие одлични локации и да направиме некоја лична фотка. Се гледаме. Сакам само да ви кажам
доколку сте во Будимпешта имате само ден-два, а сакате да фотографирате изгреј сонце и зајди сонце, ова тука е едно од оние најпознати, најдобри места за sunrise shooting. Пред нас имаме ова гелерт како трамвај или како да го кажам, не знам, што ве качува горе уоп до замокот. И ако успеете, се извинувам, не за изгреј сонце, за зајди сонце. Значи ако успеете да имате добро време, во случај јас што го немам денеска, да го фотографирате трамвајот како се качува на кај вас со некое светло запалено, го имате Chainbridge, односно ланчани хед, мислам дека сега на маđарски, и скроз таму у бекграунд имате базиликата. Значи у форграунд го ставате трамвајот, што го гледаме доле, у средина, у мидграунд го имаме мостот и скроз у бекграунд имаме базиликата. Значи едно од најдобрите фотографии, но не многу фотографии имаат среќа да го фатат правиот момент. Дали нема доволно време, дали времето не се погодило, ќе пробам денеска да дојдам тука да фотографирам у Blue Hour, значи после зајди сонце и со овие некои светленца што ги има трамвајот и мостот. Ќе го пробам тоа денеска. Еве го како иде воопштето. И еве го другото. Да, идеме горе да се качуваме, ние не идеме со трамвај зашто кошта динеро, а ние не трошиме пари на глупости, ние вежбаме, имаме здрави нозе, здраво тело, здрав дух. Ајде, се гледаме горе на винце. Мислам дека лоцирав ново место за фотографирање. Тука меѓу гранкиве ќе се гледа мостот, овој Chainbridge, и во позадина, во бекграунд е парламентот. Измеѓу сцениве ќе ги пуштам фотографиите од location scouting, така да имате сенсорна за што говорам цело време. Што ми се допаѓа до оваа локација е што во преден план го имаме едниот дел од Chainbridge и во позадина го имаме парламентот, но и двата се супер блиску до нас. Оваа локација е добра за тие што имаат зум леки. Ми се допаѓа тоа што и мостот и парламентот се супер блиску до нас. Да, мостот е во форграунд, парламентот е во бекграунд, но и двете се како на исти левел. Тоа ми се допаѓа многу. Завршиме со МПС-ката, нема веќе џуз во неа, затоа почнаме да фотографираме со големиот брат, со кој се сега ми посигурен кога фотографирам, затоа што знам колку е отпорен на влага и можам буквално со него да фотографирам и кога малце пообилен дожд има. Ја лично обожавам да фотографирам кога е вака облачно, темно време, каде што исто така може да ги видиш облаците. Разбира, некога па ги обилен дожд, тогаш не можам да фотографирам. Но на вакво време, после дожд, додека има малце дожд, е интересно затоа што го добивам оној драма ефект, каде што имам ладни бои и ги комбинирам со
со јаки жолти, црвени, зелени тонови во моите композиции, а исто така имате добри можности да направите интересни рефлекции. Се враќам на фотографирање, одјавата е веќе снимена со МПС-ката, зашто не бев сигурен колку батеријата ќе издржи, и се враќам на фоткање. Завршуваме со Будимпешта. Нема да дам шанса на Зајди сонце, зашто ова е ненормално што се случува тука. Врне истура, грми, многу почна да дува, ќе гледам да фатам такси, да се изгубам од место, да си идам во апартман, да ги ставам фотки и видеа во компјутер, за да можам да го објавам. Фотките ќе ги видите на Инстаграм, една веќе имам објавено. Наредниве неколку дена ќе одам низ други градови во Унгарија и во еден национален парк. Ако ми се погоди времето, ќе снимам и ќе фотографирам таму, ако не, ова ќе биде последно видео од Унгарија. Жал ми е што не се случи фотоекспедицијата, односно фотоработилницата со клиентите што ги имавме договорено, но ми даде една добра идеја дека може би треба да организирам фотоработилница во Будимпешта со некој од Македонија, со фотографија од Македонија. Така да, мај да кажеме, ќе одбереме датум јули. Ако има заинтересираност, ќе се организира. Така да, кој е заинтересиран да дојде на фотоработилница во Будимпешта, 2 дена, 3 дена ќе видиме како ќе биде планот за да фотографираме изгрев сонце, зајди сонце и улична фотографија, контактирајте ме во приватни пораки на Инстаграм или во коментари на YouTube и ако има доволно кворум, може и ќе се организира нешто за наредно лето, тоест за ова лето во јули. Друштво, тоа е тоа. Ако има нешто добро од наредните денови, ќе објавам на Инстаграм и ќе објавам на YouTube. А сега поздрав. Peace.